Добар ден, драги ученици! Денес ќе учиме за правила за операции со степени со исти основи или трансформирање на алгебарски изрази со степени. На овој час ќе ги научите правилата за множење и делење на степени со исти основи при трансформирање на алгебарски изрази и правилата за степенување на степен, производ и количник. Прво, множење на степени со исти основи. X на трета по x на четврта се два степени со иста основа. Како ќе ги помножиме? Ги разложуваме посебно. X на трета е производ на 3 x-ови, x на четврта е производ на 4x. Значи, x по x е x на трета, а x на четврта следните 4x. Колку x-ови имаме сега? 7. Значи, добивме x на 7. Заклучок. Кога множиме два степени со исти основи, основата останува иста, а експонентите се собираат. Значи, x на трета по x на четврта е x на 3 плюс 4 или x на 7. Значи, ево го следното правило и дефиницијата. Пример 1. А на 6 по а на 5 еднакво е на а на 11, бидејќи 6 плюс 5 е 11. Б. 2b по 3b на 7. Коефициентите ги множиме посебно, променливите посебно. Добивме 2 по 3, 6, b по b на 7 е b на 8. В. 3x на квадрат по 4y по x на 5 по y. Коефициентите помножени 3 по 4 се 12, x на квадрат по x на 5 е x на 7, y по y на трета е y на четврта. Г. 5а на квадрат b на четврта по 2ab на квадрат по 7а на трета b на 5. 5 по 2 е 10, по 7 – 70. За а 2 плюс 1 3 плюс 3 6, значи а е на 6. Б 4 плюс 2 6 плюс 5 11, значи б на 11. Може да направите пауза на видеото, за да ги решите сами следните задачи. 2. Делење на степени со исти основи. X на 5 делено со x на трета. Представуваме како дробка. Ги разложуваме x на 5 како производ на 5x-ови, x на трета производ од 3x. Ако скратиме, 3 од бројителот со 3 од именителот се кратат, значи остана x по x или x на квадрат. Значи, заклучуваме дека при делење на степени со исти основи, основата останува иста, а експонентите се одземаат. Значи, 5 минус 3, 2. Еве го правилото, кое што важи кога x не е 0, бидејќи не смееме да делиме со 0, и во случајот разгледуваме само примери кога а е поголемо од b. И дефиницијата. Пример 2. А на 6 делено со а. Штом нема напишан експонент, знаеме дека е 1. Значи, во овој случај, основата ќе биде а експонентот 6 минус 1 5. Под б. 8x на 7 делено со 2x на трета. 8 делено со 2 е 4, значи прво ги делиме коефициентите, а потоа променливите. X на 7 делено со x на трета. 7 минус 3 е 4, значи имаме 4x на четврта. В. 3y на 8 врз 6y на 7. 3 и 6 се кратат, горе 1 долу 2,
y на 8 делено с y на 7 е y на 8 минус 7 1, значи y врз 2. Г. 4а на 7 b на 4 врз 6а b на квадрат. Коефициентите се кратат. Имаме во броите од 2, во имените од 3, а 7 минус 7, 6, b 4 минус 2, 2. Пробайте да ги решите следните задачи со кратка пауза на видеото. Пример 3. Да разгледаме пример на делење на степени со исти основи. Се разбира различни од нула, кога деленикот и делителот имаат исти експоненти. Значи следниот пример. А на 5 делено со а на 5. Ако представиме како дробка, бидејќи делиме исти броеви, резултатот е 1. Од друга страна, а на 5 делено со а на 5, според правилото за делење на степени со иста основа е а на 5 минус 5 или а на 0. Значи, го добивме правилото а на 0 е 1. Проблем за размислување. Како може да се реши следната задача? А на 3 делено со а на 5. Повеќе за ова ќе учиме во второто полугодие. 3. Степенување на степен. Степенот x на 4 го степенуваме на 3. Значи, имаме 3 множители x на 4. Според правилото за множење на степени со исти основи, ова е x на 4 плюс 4 плюс 4 или x на 12. Заклучуваме дека степенот се степенува така, што основата останува иста, а експонентите се множат. Ево го и правилото. И дефиницијата. Пример 4. А на 3 па на 7 е а на 21, бидејќи 3 по 7 е 21. Б. С на 6 па на 5 е С на 30. Решете ги следните задачи со пауза на видеото. Степенување на производ и количник. Правило. Ако имаме производ А по Б на инта, треба да го представиме како А на инта по Б на инта. А количникот А врз Б на инта се представува како А на инта врз Б на инта. Пример 5. 2а на 3 би било 2 на 3 по а на 3. 2 на 3 е 8, значи резултатот е 8а на 3. Б. 3х на 4 y сето на 3. Поединечно ги степенуваме сите членови. Коефициентот 3 на 3, х на 4 па на 3 и y на 3. Крајно, 3 на 3 е 27, х на 4 па на 3 множиме 4 по 3 12 и y на 3. В. 5аб на 3 па на квадрат. Можеме директно да работиме. 5 на квадрат е 25, а на квадрат е а на квадрат, б 3 по 2 6, значи б на 6. Г. 2х врз y на квадрат сето на квадрат. 2х на квадрат е 4х на квадрат. Y на квадрат па на квадрат е y на 4. Запретте го видеото и пробајте да ги решите следните задачи. Домашна работа. На страна 33 и 34 од учебникот решете ги следните задачи. Активност плюс за учениците што сакаат математиката.
Играйте милионер на следният линк. Ви благодарам.